Првиот инцидент во Центар со уривање на градежно земјиште, Одран, покажа дека повторно не функционира државата, институциите. Никакви услови за работа, нема заштита за работниците, за граѓаните во случајов, се разбира, нема инспекција, нема надзор. Тоа само покажува дека не сме се опаметили од пред 2 недели кога ни загина работник во градежна јама при општина Кисела Вода, за пред 2 дена да видиме повторно голем одрон кој во целата несреќа, за наша среќа, заврши без повредени работници или без жртви, но повторно ќе ги уперам прстите кон тие 5 луѓе за нас што се главни виновници да дојде до такво нешто што не треба да дојде ако се запазиле сите постапки по книга. Ние тука во Синдикат за градежништво, покрај тоа што штитиме права на работници од работен однос, меѓутоа мора да апелираме, викаме инспекции, да кажуваме јасно и гласно дека пред да отпочнат некои градежни активности, сето тоа требало да биде запазено, онака како што го предвидува законот, за да не дојде до било какви последици на градилиште или на било кое друго работно место. Најнапред ќе го повикаме инвеститорот, да видиме која фирма, односно кој е нарачател на тие градежни активности и да видиме како проектантското биро запазило процедури или не, направило проектна задача за да имаме една заштитена градежна јама или немаме. Тоа накратко ќе пробам да го објаснам за вашите гледачи. Значи, кога ќе имате вие нарачател дека треба да се прави, дали е тоа тротоар, улица, паркинг или во случајов зграда, треба да видите дека луѓе со лиценци, односно стручен кадар, треба да влезат таму прво да испитаат што ќе копаат, каде ќе копаат и до кога и колку ќе одат во длабочина. За да се случи онаков одрон, дефинитивно тука имаме во самиот старт грешка на процедурата, односно изведувачот направил нешто што е спротивно на проектантот или па во уште полош случај, ако имал дозвола од проектантот така да копа и имаме одрон, тогаш според мене, слободно вака ќе кажам, се двајцата за во затвор, па потоа да се затвори градилиштето и да се види кој е понатаму друг виновен. Дали тука има одговорност и надзорот и градежниот инспектор при општината, меѓутоа инспекторот од Државен инспекторат за труд задолжен за делот безбедност и здравје при работа. Пак ќе кажам, многу пати ги направиле на крајот на денот виновни работниците од кои ќе се случи повреда или жртва, бидејќи не преземале, односно не одбиле небезбедна работа, а претходно никако не ги направивме виновни овие 5 луѓе за да видиме зошто дошло до такво нешто на тоа градилиште, бидејќи видовме имаме откачено скеле скрос од објектот па загинати работници, имаме потрупани работници во јама, односно незаштитени јами, се со цел да се украде до последен сантим од таа парцела за да се направи зградата и да се фалиме дека сме стигнале до цена 3000 евра по квадрат, а не гледаме дека во тие темели имаме жртви или повредени работници, што за нас не само што е недозволиво, него треба конечно да се казни со казна затвор, а не со парична казна или со тоа демек му дадохме платен налог на газдава да ја плати казната, а во меѓувреме не сме отишле да видиме дали ги отстранил мерките за безбедност и здравје при работа. Во потрага по денар повеќе градежниот работник нажалост не одбива работа денес, колку и таа да му личи безбедна или не безбедна, имајќи во предвид дека станува збор за искусни мајстори, дека тоа го направиле многу пати, но никогаш не се опаметуваме додека не ни се случи нешто на своја кожа што за нас е недозволиво и несфатливо. Секогаш кога ќе видиме небезбедна работа, ги учиме луѓето не само да одбијат за нив работата, туку и за нивните колеги, да не се повреди друг или ради нивната работа небезбедност да загине друг нивни колега, така што да се надеваме дека многу итно ќе се дознае кој е проектант на тоа градилиште, кој е инвеститор, кој е главен изведувач и надзор. Да видиме кој го направил пропустот за да дојде до таков одрон, каде што покрај работници внатре во јамата можеле да настрадаат и случајни минувачи граѓани, бидејќи видовме дека е срушено токму до тротоарот. Понатаму кој ќе сноси одговорност за објектот до нив, кој исто така можел да биде оштетен или да падне во истата јама, во истата дупка. И како тоа се копа јама без при тоа да се запазат сите овие процедури во Закон за градење што се предвидени или ке проектантот, односно да не им се дава пари за да заштитат една јама. Тоа може би навистина чини пари, но не чини колку што ќе земете вие како профит на крајот кој ќе ја продадете зградата, а ќе видиме од другата страна колку сте заработиле вие, а колку заработиле градежните работници кои што го направиле тој објект. Така да покрај инвеститорот, главниот изведувач и проектантот,
требало да има и ревиденција на сето тоа, односно ревидент да потпише, да видиме и тој што потпишал, кај гледал и дали воопшто бил на објектот каде што се случило ова или како што знаат да кажат многу од инвеститорите, ја тоа се можам да го завршам во кафана, ќе ми потпишат за толку и толку пари и ќе го изградам. Сето е тоа добро, меѓутоа ако видиме дека некој ги запазил процедурите, а не дека не отишол воопшто да види каде се гради, што се гради, дали таму има опасност од одрони и повредени работници и жртви, за на крајот да видиме и како тоа чекаат градежна експанзија градежните инспектори при општините или во државниот трудов инспекторат да не видат работници на тоа градилиште од километар се гледа дали се безбедни или не се безбедни, без разлика дали работат на скеле на висина или се долу во јамата. Така што прашањето вака на прва може би изгледа комплексно, но е далеко од комплексно ако се иде се по книги и се запазат сите процедури, колку и да се лошо напишани, јас ќе кажам не се проверува дали се применуваат. Инспекцијата треба да ги контролира спроведувањето на законите. Ке нас тоа го нема. Ниту се огласи од државна градежна инспекција, ниту од трудова инспекција, ниту од пазарна инспекција. Никој не кажува да вината е во овој и сега треба да отвориме истрага. Јас затоа велам, затворете ги сите 5 луѓе и ќе кажат кој е виновникот или според мене во ваков случај сите 5 треба да се виновни чим дошло веќе до вакво нешто. Значи пропустот може да го направам јас, но не може да го направите вие ќе речете јас тука не градам вака затоа што не ти е запазена пријател оваа процедура. Сега ти ако имаш лиценца да градиш, а не ги знаеме компаниите дали имаат лиценци и како градат и што градат, и никогаш не видовме луѓе од градилиште со листици на рака пред обвинителна клупа да даде исказ што се случило, како се случило, и со тоа уште повеќе се става сомнеш кај граѓаните дека се небезбедни во своите места на живење, а камоли па во своите места за работа и тоа каде ги обавуваат работните задачи. Нагласувам дека и условите за работа, и ниските плати, и немањето кадар веќе се голем проблем. И според нас треба да има моментално еден мораториум да се види прво кој гради, како гради и каде се гради и дали тоа навистина е запазено или сето тоа прошло на некои пријателски врски или да не шпекулираме, меѓутоа знаеме дека многу муавети кружат кон висока корупција во градежништвото и како се гради и кој се може да гради и затоа се повеќе и повеќе ќе ни се случуваат и одрони и повреди и жртви додека колективно како нација не се освестиме дека треба да ставиме крај на нешто вакво, да немаме следна повреда, а камоли жртва. Но во период од 2 месеци вие да имате ваков пропуст на градилиште во центарот на Скопје, ќе кажам, во 2 центарски населби, е повеќе од не само загрозувачки по животот на граѓаните и работниците, туку повеќе од мизерно дека сме земја членка на аспирант кон ЕУ или дека сме не знам каква земја што почитува колективни договори, работнички права и плати. Ова го прават земји каде што имаат работници во робство и каде што луѓето немаат право никакво на глас. Ако сме обезбедиле ние влада и како да кажам луѓе кои што ја водат оваа држава и треба да си имаат инспектори кои што ќе ги на граѓаните. Да, и кои што служби треба да работат во име и за сметка на граѓаните, треба постојано да имаме инспектори на терен, треба да имаме многу затворени градилишта, треба да имаме многу затворени инвеститори, изведувачи и надзори, за да се опаметиме следните да не го прават ова. Голем дел од фелата при градежен факултет апелира, зборува синдикатот, меѓутоа од другата страна као некој да не сака да слуша или послуша или посладки му се тие пари што ги зема за некој да гради како сака и колку сака, на грб и на сметка на работниците и граѓаните, што за мене е неприфатливо во една, да кажеме, развиена земја со свест и со економија и култура да се случуваат работи како што се случувале пред 100-200 години. Лани 31 работник загинал во Македонија. Оваа бројка е фатална. Да, оваа бројка Никој не одговарал за овој 31 работник. Барем ние не видовме или слушнавме после сите пријави да добиеме одговор да, во овој случај се докаже дека работодавачот е виновен и ќе одговара, ќе лежи затвор, ќе плати казна, меѓутоа пак ќе кажам казната е платена веќе со жртвата. Се лутаците кога велиме дека човечкиот живот вреди 5000 евра, нажалост може да вреди 0 денари доколку тој работник нема едно најосновно осигурување од 200 денари месечно, што голем дел од нив него ни плаќаат на работниците. И тоа станува една црна статистика што од година во година, досега барем од кога сум 17-та година во синдикатов, не се сеќавам дека сме имале под 20 жртви на годишно ниво, тоа се луѓе што отишли и не се вратиле од работа. Тоа е таква црна статистика да не кажуваме дека па
према повреди и жртви и користени боледувања, тоа се преку 2000 луѓе годишно, што значи дека секојдневно се повредува или користи боледување на товар на фондот, за тоа трпи фамилијата, за тоа трпи работодавачот, меѓутоа највеќе семејството на тој работник, да имаме повредени работници или загинати работници, а при тоа да не видиме дека некој навистина го сносил товарот со казна непарична, морална и одговорна, дека завршил позади решетки за такво неодговорно работење или дозволување да загине работник. Јас велам, која е казната за тој работодавач или дали он отиде да соопшти на семејството дека денес тој работник загинал поради необезбедени мерки, што биле согласно закон должни да ги направат инвеститорот и главниот изведувач. За нас, пак повторувам, нема ништо поважно од здравјето и безбедноста на луѓето. Значи, ако сме синдикат за градежништво, нагласувам, ни мостови, ни тунели, ни патишта, ни згради не ни требаат ако за тоа паднала жртва. Значи, да престанеме да работиме како само во брза трка за профит на газдиве, да сработиме нешто и да мислиме дека ние ќе бидеме наградени со плата повеќе или бонус на крајот на денот. Ако не се вратиме дома, ништо од тоа нема вредност. Апелирам да се почитуваат навистина мерките за безбедност и здраве при работа, пред се од самите вработени и да се освестат да одбиваат небезбедна работа, бидејќи гледаме колку вреди нивниот живот. Гледаме дека никој после нив не сноси одговорност и на крајот на денот гледаме дека никако нација не сме освестени за да станеме позади тие семејства, позади тие фамилии солидарно и да направиме исчекор, да речеме стоп, ова е последно градилиште каде што имаме загинат работник, или ова е последен ресторан каде што може да ни изгори работник, како што беше случајот со Кочани, и да не навлегуваме во сите дејности, во земјоделие, во метална индустрија, во рударство, секаде ни гинат работници. Навистина, Македонија, согласно статистиката од Европската унија, има 3 пати повеќе повреди и жртви, како мала земја што не треба да има, наспроти статистиката генерално што има Европската унија. Јас не знам кон какво големо семејство целиме, кон какви услови за работа и плати, ако ние се уште гинеме на работното место, а не па да обезбедиме плата достоинствена за живот. Сето тоа се враќаме на прашањето дека е поради недостиг на добри услови за работа и поради недостиг за плата. Да луѓето после својата формална работа, од која што не можат да заработат за животот 8 часа, па одат со мистријата и теслата и после работа да работат на црни сати, одат во прекувремени часови што се многу повеќе од дозволените и затоа да се неми и слепи инспекциите, јас не разбирам што повеќе треба да се случи. Барем дека се огласат јавно со нивните извештаи што констатирале, што направиле, а не да излезе само дежурен видовник дека е синдикатот за ова да го предупредува и пријавува. Да, пријавуваме по 20 случаеви дневно, но што од тоа? Сабајле баш ни се јави жена загрижена од Битола, каде што вели куќата ми се тресе бидејќи копаат во необезбедено, прават јама што гледаме како се рушат сите, дека и таа е необезбедена и не убедува дека сето тоа е по проект. Јас кажувам, се било и претходно по проект, но дали проектов некој одговара за тоа како го направил дека треба да се вложи плюс за да се заштити таа јама, а не само да се копа до последен сантим да се земе тој плац, за да утре некој се фали како стигнал цена од 3000 евра, а од другава страна имаме загинат работник, повреден работник, 500 евра плата и мизерни услови за работа. Се јавуваат ли граѓаните? Дали пријавуваат вакви инциденти? Граѓаните се јавуваат и што е најтрагично, ние тука сме синдикат за да заштитиме право од работен однос. Меѓутоа може да се јавиме во надлежни институции, тоа го правиме каде што ќе слушнеме дека има луѓе необезбедени на своите работни места, има работници на црно, кој што пријавувавме токму за центарот во Скопје кога се градеше Diamond Mall, правиме муавет за компанија која што има илјадници вработени, а повторно инспекција фаќа работници на црво кај истиот тој работодавач. Што остана за работници на црно во други подизведувачи или како ги велат човек фирма по Скопјево, што градат и какви лиценци имаат и како успеваат уопште да добијат работа, па дали е тоа од општина, од приватен инвеститор или од кој да е. Додека не се стави таков ред во градежништвото и секое друго работно место што е подложно на работно место со висок степен на ризик, да кажеме, на надворешни влијани, на изморени работници, на сето она што гледаме не само во градежништво, пак е нагласам и земјоделие и метална индустрија и рударство, шумарство, ќе наидуваме на вакви повреди. Кога го спомнавте шумарството за ваш пример само, во држава најголемото јавно претпријатие Национални шуми, што вработува преку 1500 луѓе, кадарот кој што е технички шумар или инженерски шумар, зема помеѓу минимална и подпросечна плата.
Тоа исто така се поставува прашањето до каде планираме да не ги плаќаме работниците, а да очекуваме дека тие ќе бидат продуктивни, дека ќе имаме квалитетни градби или дека ќе имаме квалитетно одржување и чување на шумите. Гледаме како се крадат шуми и дрва на големо, при тоа не видовме дека некој од тие отиде во затвор. Гледаме како шумарски инженер зима 35.000 денари и се чудиме зошто се запишале само 5 луѓе на шумарски инженер. Значи, ако сакаме некоја дејност која што го гради бруто домашниот производ и кој што ја гради економијата во државата, треба да вложиме во него, да вложиме во кадар, да вложиме во безбедни услови за работа. Колку чини вие да направите секако што треба по книга. Верувајте дека не чини колку една повреда, а камоли колку една жртва. Затоа мислам дека одамна е дојдено време да се стави крај на сите овие пропусти, што може да ги направи човекот во системот, а тој човек најмалку е работникот на тоа работно место, туку инвеститор, главен изведувач, директор, општински инспектор, државен инспектор, инспектор при труд и така натаму. Ако државата барем во тие што ги вработува не најде соодветен начин како да го спроведат законот, тогаш нека се само распуштат и да знаеме дека немаме државна инспекција, да си платиме ние као граѓани приватна инспекција, меѓутоа инспекција која што ќе стави печат и нема да има понатаму ни повреди ни жртви, а не платен налог и повторно овој со црна лента отвара влага на градилиште се до моментот додека не загине некој. Па за потоа да влезе Министерство за внатрешни работи и обвинителство и за на крајот после 2 месеци еве немаме никаков исход за ниедна повреда, за ниедна жртва. При градежништво, при работа на градежните работници, задолжително е да се носи шлем и друга заштитна опрема. Тоа воопшто не ги чини градежните, тие собствениците, луѓето кои се инвеститори и така натаму. Зошто не се применува законот во овој контекст? Примената на законите е оставена на добра волја, што не треба да биде во ниедна држава, па ни во Македонија. Да. Контролата на спроведувањето на законите е во рацете на инспекцијата. Вие дали ќе го носите шлемов или не како работник е 50 евра казнат. Ако не сте свесни како работник дека ова ви го штити здравјето и безбедноста да не загинете при пат или при нешто да ви падне од згора на шлемот, тогаш залудно прави мемуар. Работниците не се виновни. Да, некој треба да ги гледа, да надзорот е за тоа, да гледа дали не само се гради како што треба, туку и дали имаат лична соодветна заштитна опрема самите вработени. Пак ја нагласам, изградбата на автопатишта, тунели, мостови, спрема цените што ги гледаме дека тие градежни компании ги обезбедуваат за да го завршат тој објект, исто така предвидува колку работници ќе има, каква лична заштитна опрема и истата автоматски дека треба да ја поседуваат и носат. Но од друга страна, гледаме многу приватни, поготово инвеститори во високо градбата, каде што ништо не обезбедуваат за своите вработени, ангажираат фирми што тотално ги нема во централен регистар за подизведувачи, плаќаат во плик, плаќаат на рака и потоа од кој ќе се случи нешто алармираме зашто се случило и како се случило. Најмал трошок на еден инвеститор, нагласувам, е да направи заштитена јама при ископ, да направи како што треба да личи по книга едно градилиште. Пола од нив немаат ни табла за да прочитаме кој инвеститор, кој изведувач, кој е надзор за да знаеме кај да пријавиме и кого да пријавиме, а ова е најмалиот трошок што треба да го обезбеди еден работодавач во соодветни чевли, ракавици, шлем, елече и така натаму. Нагласувам дека работиме многу на подигнување на свеста на работниците, но пак ќе кажам, ако имате на градилиште каде што има несовесни работници да не носат лична заштитна опрема, секако дека ќе ги казни тие работниците, меѓутоа поголемата одговорност се има работодавачот. Он не треба да дозволи некој да не носи нешто или да не се врзе за работа во висина на скелето, за да евентуално не дај Боже падне и загине од најчиста глупост и од нешто што е пропишано уште на почетокот дека треба да го научи да го извршува. Кој треба тоа да прави надзор? Надзорниот орган што е задолжен за тоа градилиште. Тој треба да е 24/7 присутен на градилиштето. Понатаму и за него дали ја врши работата, општинскиот инспектор треба да е постојано на терен. Трудовиот инспектор не да оди по пријава од синдикатот, треба да е постојано на терен, бидејќи со голо око се гледаат сите неправилности што ги имаме по градилиштата. Злоупотреби се тоа. Неправилностите подразбираат
злоупотреби Тоа се и тешки корупција. Потреби, да, и корупција, меѓутоа на крајот на денот ќе видите дека се да обезбедите многу помалку кошта на гласово него повреди жртва. Нема цена човечкиот живот, да не се лажеме дека треба да веруваме дека чини навистина 5000 евра сума што ќе ја земе семејството ако тој е осигуран за 200 денари месечно. Тоа е повеќе од мизерно да сметаме или да кажуваме колку вреди човечкиот живот. Навистина ли исплаќаат Нема осигурување? Доколку е осигуран работникот, верувајте Добра. дека ако не е осигуран нема да ги земе семејството ни тие пари. Сите работници се осигурани? Јас не. Повеќе од сигурен сум дека не се осигурени, поготово кога ќе фати државниот инспекторат за труд работници на црно. Да. Тие се повеќе од сигурно неосигурени. Дури некој ако е осигуран, кај одреден работодавач во тие 8 часа, сам кога оди да работи на црно, за да доработи, за да обезбеди малку по достоинствен живот за себе и своето семејство, исто работи на црно свесно и затоа не пријавува ни повреда ни било што. Тоа е нешто што треба во иднина да знаеме дека е сериозен проблем. Не само за градежните работници, за сите работници кои што работат на црно. Да не навлегуваме во соодветни обуки. Ја ве убедувам дека 90% од компаниите во Македонија немаат соодветни обуки на своите работени со договорот за подпишување пред да влезат на тоа работно место. А работат по хали, работат во индустрија, метална, автомобилска, текстилна, градежна и така натаму. Тоа е пропишано со закон? Да ги прегледаме здравствените прегледи, ќе видиме низа неправилности. Дали се навремено направени, кога се направени, како се направени. Не може оние здравствени установи кои што нудат прегледи од 8.000 денари и знаеме како на лента одиме денес на здравствен преглед и сите сме здрави. Значи, колку од луѓето, јас го убедувам се, не може да кажеме не се здрави, но не се здрави за тоа работно место. Вие треба да сте исправен како пилот за да работите на висина на една висококатница која се гради. Не може да гледаме луѓе кои што со око ги гледаме дека не се добри, во потрага по екзистенција он мора да работи, овој зашто нема мајстор ќе го земе да работи и што се случува? Трагедија. Колка ви се платите на градежните работници? Да, ако гледаме статистички платите се мизерни, тоа се 38.000 денари во нискоградба и 39.000 до 40 денари во високоградба. Повторно се отвара прашањето дека не се реални тие плати, бидејќи луѓето од црните пари што ги имаат градежниците ги добиваат и на рака. Тоа не се компании, како пример Гранит, што гради инфраструктурни објекти и сите вработени се пријавени, се почитува колективен договор и зимаат целосна плата на сметка, но 90% од пазарот, особено градежништвото, е нерегулиран. Имаме компании кои што никој не ги знае и зимаат плата како што зимаат. Сега, ако се испушти, а верувам не се испушти, него само ја сподели точно информацијата гувернерот на Народна банка дека со кеш пари се купуваат станови во Македонија, од каде е тој кеш и каде завршува тој кеш? Потекло на имот нема, испитување. И дали на вистина вреди нема толку да го плаќаме ние станов 2-3.000 евра, за да не може еден млад брачен пар да си обезбеди наредни 30 години стан, а тој стан знаеме колку чини, дека овој се осудил 20 години во минус да биде на картица за да преживи да си го исплати станот, од друга страна газдава или инвеститорот на таа зграда да вози Поршиња, Мерцедес и да има милиони на сметка профит. Така што строга контрола на системот единствено може да си направи системот, а системот е државата, не се тоа приватни инвеститори, граѓани, работници, туку ако сака да го воведе редот на пазарот, тоа е од пазарот на мало и зошто се овие цени на продукти по маркетите до цените на становите. Да не се лажеме дека треба да ни каже министар за финансии или премиер, тоа е пазарна економија, таква е побарувачката и понудата е таа, додека купува, кој купува и како купува. Дали е тоа дека некој треба да се осуди наредни 30 години да јаде лепи паштета за да дојде до 40 квадрати стан во кисела вода 127.000 евра? Тука контролата на пазарот си ја прави државата, инспекторите, министрите, премиерот. Не може да оставиме тоа пазарот да си го регулираат граѓаните. Ако е за така, овој народ заслужува да е секој ден, цел ден пред влада, пред парламент со шатори, а не да се мачи да гине на работно место за да обезбеди една соба во животот. Или со една плата на тој градежник што направил толку станови и куќи, израчунете колку време му треба да си направи куќа или стан за него по овие цени. На крај сме благодарам за овој разговор. Благодарам јас на можност.